Време е за вестите. Подобрена хигиената во Штипската клиничка болница со постојаниот персонал. Новиот директор Ален Георгиев вели дека болницата кубури со медицински персонал, болничари и хигиеничари. Очекува по изборите вработување од 30 до 40 лица. Подобрена е хигиената во Штипската клиничка болница и покрај тоа што се кубури со хигиеничарки, тврди новиот директор Ален Георгиев. Смета дека за да се подобрат работите во болницата, која обслужува над 200.000 пациенти од истокот, треба да се вработат дополнително 30 до 40 медицински сестри и болничари. На социјалните мрежи изминатиот период имаше остри критики и фотографии кои ја покажуваа хигиената во болницата. Но засега новите вработувања ќе почекаат. По локалните избори ќе се решава овој проблем. Сметам дека ако сега се влезе во болницата, мислам дека ќе се види видна разлика во однос на хигиената. Затоа што мислам дека и со онај кадар што го имаме, може да се заврши работата колку толку да биде многу подобро од она што беше во однос на хигиената зборувам и во однос на персоналот. Колку Штипската клиничка болница должи, засега ќе остане тајна, бидејќи реалниот долг ќе се види во завршната сметка. Георгиев забележува дека веќе почнало со штедењето. Пари за кафеани нема, а формирани се и комисии за подобра наплата на здравствените услуги. Јас го користам моето возило лично за да дојдам на работа. Периодично само користам само службеното возило и тоа е тоа. До денес немам ни еден денар потрошено за репрезентација, нити кафеа, нити ништо освен лични средства, така да секоја промена почнува од работа. И тоа ќе го бараме и од вработените. Да се води сметка за секој денар во болницата. Што ќе влезе кај нас и да не излезе ништо што нема потреба да строши. Додека не се вработи нов медицински персонал, Георгиев доставил барање до ресорното министерство за ангажирање на волонтери. Штипската клиничка болница засега нема поголеми проблеми со лекарскиот кадар. На одредени оделенија недостасуваат лекари, но тоа ќе се решава наредниот период. Најавниот повик за земјоделските задруги во Штипско не се пријави никој. Со средства од програмата за рурален развој сега аплицираат младите земјоделци. Се доцнеше со објавувањето на огласите за повратни средства од програмата за рурален развој. Еден оглас досега заврши наменет за земјоделските задруги. Во Штипско никој не пројави интерес. Сега течат роковите за поддршка на младите земјоделци со неповратни средства од 10.000 евра и за подигнати повеќе годишни насади. Аплицирањето е исклучиво електронски, а рокот е до 29, односно 31 август. До сега во Штипско најголем интерес за програмата 50-50 пројавуваа младите земјоделци и фермерите заинтересирани за набавка на нова земјоделска механизација. Овој оглас се уште не е објавен. Оваа година во оваа програма за модернизација на земјоделските стопанства во набавка на механизација има многу помалку пари од претходните години, од едноставна причина што оваа програма всушност прави на дополнување на програмата ИПАРТ, значи се она што не беше офатено во ИПАРТ беше офатено во програмата за рурален развој. Бидејќи оваа година имаше веќе оглас по ИПАРТ, каде што беа офатени и индустријските култури, и житните култури, и фуражните култури, значи инвестициите во таков вид на опрема во нашата програма за рурален развој веќе нема да ги има, бидејќи се префрлени во ИПАРТ. Лани од 52 кои се пријавија на огласот за млад земјоделец во Штипско, средства добија само 2 млади земјоделци. Од оваа година за нова механизација ќе се аплицира и преку ИПАРТ 2 програмата. Досега за оваа мерка имаше најголем интерес, а малку средства. За повратни средства од ИПАРТ земјоделците треба да ги исполнат по строгите критериуми кои ги предвиде самата програма. Општина Штип продаде 2 градежни парцели за изградба на стопански објекти. Ова е првата лицитација за продажба на градежното земјиште. Политичката ситуација, односно распишување на избори, влијае врз работата на општините. Ова година Штип ќе има минимален ќар од продажбата на земјиштето. Општина Штип ќе инкасира околу 15.000 евра од лицитација на градежно земјиште, која се одржа вчера по електронски пат. Лазар Хаджи Николов од Оделението за урбанизам во општина Штип на денешната пресконференција рече дека за понудените 13 апликации на давање имало за 2 градежни парцели, и тоа за изградба на индустријски објекти, за лесна и незагадувачка индустрија.
за едната аукција имаше едно заинтересирано лице кое што надаваше, за другата аукција имаше 4 заинтересирани кандидати. Аукциите течеа во најдобар ред и беа избрани најповолни понудувачи и за двете локации. Овие локации се и двете со намена за индустрија, Г2, лесна и незагадувачка индустрија. Локацијата на едната е во населба Пребег, а на другата градежна парцела локацијата се наоѓа во место викано Суво грло. Особено може да истакнеме дека како општина сме задоволни што се заврши, односно имаше заинтересирани кандидати за локацијата што се наоѓа во место викано Суво грло, и тоа од причина што со продажбата на оваа градежна парцела очекуваме таму да се изгради индустријски објект со кој што ќе се овозможи развиток на индустријата и во овој регион од нашиот град. Постигнатата цена за изградба на индустријски објект во Суво грло е 71 денар за метар квадратен, додека за парцелата во населбата Пребег највисоката понудена цена е 801 денар за метар квадратен. Хаджи Николов вели дека ова е првата објавена лицитација за градежно земјиште, која реализираше општина Штип во текот на оваа година. Комисијата за отуѓување на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија при општина Штип во претходниот период не можеше да пушти објава од причина што отуѓувањето, односно располагањето со градежно земјиште представува има пречка во период кога се случуваат изборите, како што знаеме претходната година беше изборна година, па поради тоа ова објава беше прва во подолг период. Сега исто така имате забрана. Така, значи сега од како се распишани локалните избори, повторно значи ќе имаме пречка за располагање со градежно земјиште и во наредниот период се до завршувањето на изборите. Општина Штип има градежни парцели за сите намени кои може да ги понуди на заинтересираните граѓани, но тоа може да се случи по одржувањето на локалните избори. ДИК денеска соопшти дека согласно со роковникот за извршување изборни действија, крајниот рок за поднесување листи на кандидати за престојните локални избори е 14 септември. Од ДИК се обратиле и до сите општини да обезбедат соодветни просторни и технички услови за работата на општинските изборни комисии, заради непречено организирање и спроведување на изборите. Од 11 август општините имаат рок јавно да ги објават локациите и цените за закуп на рекламите, паноа и билборди, и дека најдоцна до 25 истиот месец општините и градот Скопје се должни да ги објават условите за добивање право за користење на местата за истакнување изборни плакати. До 11 август и медиумите треба да ги достават ценовниците за реклами до надлежните институции. Мрши угинати животни на улица. Жителите на Кочани се уште гледаат вакви слики по улиците. Активистите за заштита на животните најавуваат протест. Последна жртва беше кутрето кое во средата беше најдено силувано во центарот на градот. Ние како здружение не можеме ништо да направиме, па затоа замолуваме полицијата ако сака да ни помогне во ова случај. Наскоро се договараме со здруженијата дека ќе се организираат протести, но тоа ќе биде во тек, ќе сте известени сите, па ќе се знае кога и точно ќе бидат протестите. Топол пазарен ден во Штип и покрај високите температури граѓаните пазаруваа на градскиот пазар. Трговците научени на сонце, но и овој петок бараа сенка под чадорите. И покрај топлото време штипјани денеска пазаруваа на градскиот пазар. Што треба да се купи, велат поголем дел од нив, задоволни од понудата и од цените. Пречат малку, ама што да правиме, таа не може да бегаш од овоа жешкото, не може да бегаме. Што купивте денеска? Денеска си купив бабури за да ги пунеме урда, и бабури, и пунам со урда, оти млекар сам. Па цени се реални, да ще спрема година, дека што нема суша гонова, добри се цените, не се скапи цените. Да работеш, да произведуваш и да земеш да неше пазаро. Трговците делумно задоволни од продажбата, велат дека и најмногу продаваат наутро и попладне, кога раздвиженоста е најголема. Мислам дека е добро вече до сега. Сега малку е повлечување, најжешко е сега. Луѓето вообичаено се повлечат, тamo после 4 сата 5 па почне да изгледаат. Обшто земано задоволни сме. Цените како овој петок? Па како и прошлиот пазар, не се покачени, ни се симнати. Еве колку да имаме информација, чисто да речеме деньгите ги даваме 25,
лимоно 120, крушите 60, патиджано оде до 40 денара, висококвалитетниот, грозето 50, праската 30, бостано е 8 динара и пиперите се варират. Едни има 40, има и 30. На тезгите денеска се продаваше рано грозие набрано во Штипско. Побарувачката на дењи послаба и покрај ниските цени. Имаме го тука, кардинал, благо гројже, убаво, 30 динара килото го даваме. Од 30 до 20, сега на последката 20 динара го пуштиме. Каде е лозието? 3 чешми. Има ли? Има род, ама нема продажба. Нема народ. Жешко. Никој не излага на пазар. Многу ретко. И кај вас во Кочани така ситуација? Сегде. Како ќе ги продадете сега? На ѓубрето. Ниска ли оваа цена? Ептен. Не купува денес штекени дињи? Многу слабо. Пазарджиите се навикнати на вакво време. Слабо е, нема многу народ и овде и кај нас, вели трговецот Кочани. Но некои на плюс 40 степени, наместо со вода, се разладија со топло кафе. На ладно се пие ладно, на топло се пие топло. А работа у тоа што, ако сега земеш ти за да пиеш пример ладна вода, кисела поготова вода, не ти бега докторо. Обавезно дехилизација ќе извршиш самата снага, не може да се преориентира. Или да речеме да излезе сега, не дај Боже, од некоја соба што е климатизирана, на овие 40 степена, телото тоа не може да го поднесе. Може би ќе го поднесе младите до 60 години, а тие од 60 години ќе се чудат дека не да бегат. Трговците да продадат повеќе и да го наполнат джебот, граѓаните да купат се што е потребно и да го однесат дома. Како и да е, едните и другите денеска на градскиот пазар во Штип бараа сенка или се криеа под чадорите да се заштитат од силното сонце, кој како знае и умее. Под влијание на висински циклон утре во Македонија ќе настапи постепена промена на времето, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во текот на денот облачноста ќе се зголемува и ќе дува засилен ветер во западните делови од западен и југозападен правец, а во источните од јужен правец. Попладне ќе има локална појава на пороен дожд и грмежи. Кон крајот на денот и во текот на ноќта, на места процесите ќе бидат поинтензивни, локално и во форма на невреме, со поинтензивен пороен дожд, силен ветер и можна појава на град, особено во североисточните делови. Во недела ќе преовладува променливо облачно и свежо време со засилен северен ветер, а предпладни со слаб локален дожд. Дневната температура ќе опадне околу 10 степени и ќе биде во интервал од 22 до 29. Од понеделник ќе биде стабилно со постепен пораст на дневната температура, но во рамките на просекот за овој период од годината. Фудбалската академија Апостолов Пандев по 7 пат ќе учествува на традиционалниот Ферплей куп што ќе се одржи во Охрид. Во организација на Ферплей школата на турнирот настапуваат 80 екипи од Македонија, Хрватска, Србија и Албанија во 5 возрастни категории. Штипската академија настапува со екипи на играчи родени 2004, 2005, 2006 и 2008 година. И денес на првиот ден од турнирот сите забележа победи. Координаторот на академијата Борче Апостолов нагласува дека во текот на 7 години настапи на овој турнир имаат освоено први, втори и трети места во различните возрастни категории. Со спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!